Значи така, Центар за јавно здравје Струмица ги покрива териториите на град Струмица, како и општините Ново село, Босилово и Василево. Точно е дека со вчерашна заклучно дата од вчере, територијата на општините кои што ги покрива Центар за јавно здравје Струмица сме со 0 позитивни лица на COVID-19. Што е она кое што беше клучно? Еве имавме и слика каде што во близина на општина Струмица имавме и државен карантин, постојано бевте на терен. Се запазуваа сите протоколи? Така, значи Центар за јавно здравје Струмица, ние секојдневно и бурно ја следевме целата состојба. Секогаш бевме во контакти со граѓаните, се со цел да се запази, да се добие многу подобар колективен имунитет на населението. Секојдневно ја следавме цела ситуација со препораки до граѓаните, но меѓутоа и со протоколите од Министерството за здравство бевме во целосно посветени на целата територија и бутно ја следавме цела ситуација. Така, со тоа што во Струмица немаме COVID-19, не значи дека немаме и луѓе кои што се во изолација и во самоизолација. Каква е состојбата? Така, до денешна дата на територијата на град Струмица и општините, всушност и Центар за јавно здравје кој што ги покрива, во моментот постојат 10 лица кои што се во самоизолација, а инаку постојат 7 лица кои што се во домашна изолација и здравствен надзор. Така, екипи, сигурно медицинска екипи, ги посетуваат и предпоставувам се на некаква линија со нив доколку се појават некакви симптоми. Така, значи лицата кои што се во домашна изолација и здравствен надзор, ние како Центар за јавно здравје секојдневно ги контактираме се со цел да ја следиме нивната здравствена состојба и до ден денеска тие се во добра општа состојба, здравствена состојба, но меѓутоа протоколот кој што е од Министерството за здравство, тие мора да одседат дома 14 дена се со цел да се да ги испуштеме се едно во добра општа состојба. Така, предпоставувам дека редовните вакцини за дечињата, кои што ги примаат, не е некаква пречка доколку немаат никакви проблеми, бидејќи во последните неколку динови се соочуваме со апели од лекарите кои што ја вршат вакцинацијата, децата да немале никаков контакт претходно со повозрасни, се со цел да имаме чиста слика и потоа да се изврши вакцинација. Така, меѓутоа редовната календарна имунизација таа продолжува тековно да се извршува во пунктот за вакцинација во здравствените домови. Да, точно ние апелираме до сите граѓани да имаат некоја социјална дистанца, доколку имаат потреба да излегуваат надвор, задолжително да се со заштитна опрема, задолжително носење на заштитни маски и ракавици, одржување на социјална дистанца, се со цел да се избегна, ако евентуално некој, бидејќи знаеме дека вирусот може и асимптоматски да постои кај луѓето, за се со цел да се избегне ова несакано заразување. И докторке, секако, сите лекари, па еве и од Струмица апел до сите наши сограѓани да не останеме на она дека немаме ние во Струмица регистрирани случаи со COVID-19 и ви пред малку кажавте имаме асимптоматски случаеви, редовно да се прдржуваме кон апелите. Така, тоа што значи дека во моментот Струмица е со 0 позитивни лица на COVID-19, тоа не значи дека граѓаните треба да се олабават и да се опуштат најнормално во секојдневните обврски. Мора, значи, да се следат задолжително препораките кои што се од Министерството за здравство, како и мерките кои што ги донесува владата. Ние сме секојдневно на терен, бурно ја следиме цела ситуација и се надевам дека и граѓаните ќе соработуваат, ќе ги почитуваат сите мерки и апели. Како што кажав, редовно носење на заштитна опрема, ракавици и маска, одржување на социјална дистанца, одржување на едно повисоко ниво на личната хигиенска заштита, редовно миење на раце со топла вода и сапун, користење на дезинфекциони средства, редовно проветрување на просториите, како и дезинфекција во домовите.